3 нови германски инвестиции во Македонија, најави председателот на владата Христијан Мицкоски. Најголемата ќе биде ветеран парк кај Куманово, Ранковце, Крива Паланка и Старо Негоричане, вредна преку 400 милиони евра. А до крајот на годината, според премиерот, 2 германски компании ќе почнат да вложуваат. Едната веќе присутна во земјава, ќе гради нов производен погон, а другата ќе стартува сосема нова гринфилд инвестиција. Струјата која што ќе произведуваат, ќе продаваат на пазарот. За жал 4 години истата таа инвестиција не биле во можност да реализираат од причини кои што не би ги коментирал сега во јавноста, ќе треба истражните органи да се позанимаваат. Но веќе задолживме луѓе од кабинетот кои што ќе следат на дневна основа реализацијата на оваа инвестиција. Тоа ќе значи уште еден чекор напред кон зелената транзиција, односно производство на електрична енергија од обновливи извори. Економијата е стабилна, вели Мицкоски. Тој не очекува турбуленции со цената на струјата по нова година. Според него зимата ќе биде тешка поради војната во Украина, што ќе притиска за зголемување на цената на струјата на берзите, но е уверен дека имаме доволно енергетски капацитети за да се справиме со ситуацијата. Јас не очекувам да има турбуленции кај нас, бидејќи од она со кое што располагам како информација, еве на почетокот на грејната сезона имаме за повеќе од 2,5 пати помалку дефекти од она кое што било по принципот како до сега. Она што го имаме како располагање на ресурс во Рек Битола и во другите електрани е на нивото на очекувано за овој период од годината. За жал хидрологијата е намалена, е некаде околу 22-23%, може би требаше да биде над 30 во овој период, но таква беше годината сушна. Мицкоски говореше и за катастрофалните состојби во кои ЕСМ бил оставен од претходната власт. Наследиле долг од 5 милиарди денари кои сега мораат да го вратат. Премиерот вети дека во текот на мандатот ќе биде укината таксата за пристап до мрежата, за која граѓаните плаќаат 200 денари месечно. Што се однесува до состојбата во земјоделието, Мицкоски рече дека владата се фокусира на редовна исплата на тековните субвенции, но и враќање на старите долгови. Тој најави мерки и проекти за враќање на достоинството на македонските земјоделци.